Облешевска дипломатија и се е можно. Таквата формулација произлезе од епилогот на 54-та седница на Советот на општината, кој имаше две полувремиња. Едното инцидентно, а другото конструктивно. Првото заседавање, на кое присуствува и градоначалникот и сите советници, помина во меѓусебни интриги, дофрлување и омаловажувања, а на денешното со 7 советници и без присуство на градоначалникот по брза постапка бија изгласани трите спорни точки за издвојување 1.800.000 денари за детската градинка Звездички, планот за вработување во локалната самоуправа за 2026 година и ребалансот на буџетот. Пред крајот на седницата, председавачот Орце Митров се осврна на актуелниот моментум во Советот на општината. Мора да разговараме за минатата седница, на кратко, од моја страна, кој сакате и советниците исто може да забелешка. Може да пропусти имаше од сите страни, но сепак дојде ред да не прозиват и по телевизии, да не гледат по портали. Значи, ситуацијата излезе од контекст, тогај што се случи таква работа, тоа сето се предизвика, но една работа што за советниците сите што не е благодарно кажано од страна на градоначалникот е тоа што сме најскапо платени и само за пари дека доваѓаме тука. Тоа кај граѓаните е најпогодно, значи 300 евра вика зимате советниците за неколку минути. Значи тоа е на ниво на Македонија, ние не го измислиме, од друга страна ние сме најсолидарен совет во Македонија. Може да слободно се провери. Значи ние имаме одделено по еден цел паушал месечен за ситуацијата што беше укочени за пожаро, значи по еден цел месечен паушал, плюс за операции секој пат сме давале за деца сите и од джеп, и Сане, и ја, и сите вие. Плюс јас лично мојот паушал повеќе од половината го донирам секој месец, значи фудбал, учифлик, секоја година ги финансирам, порано и теранци кои играше, и за болни, и за погреби, и за се. Значи ние сме со луѓето, значи тие пари не сме само дека да земеме пари и да бегаме. Значи така што беме прогласени дека сме така како испадна како злосторничко здружение дека сме. И стварно на вас на советниците ви се извинам на сите колку сум погрешил на некој. Инаку нервозата во советите на општините, па и меѓу градоначалниците, како наближува крајот на мандатот, така се ќе биде поприсутна, бидејќи во тек е борба за нови советнички мандати, кои ако не под нешто друго привлечни се по солидните месечни примања.